Добро вечер. Петок, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. А вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 40 до 45 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Сашо Мјалков доминови 8 години затворска казна во случајот Трезор. Заедно со затворската казна или со таа првостепена пресуда во трајање од 12 години во случајот Таргет тврдена, тоа се 20 години. 20 години само за два случаи од 5 случаи кои специјално темно обвинителство ги води против Сашо Мјалков. Без малку половина живот ќе треба да помине во затвор. И нели тука се поставува прашањето зошто е таа бруталност или на што се должи таа бруталност, бидејќи ако вие некого осудите на 20 годишна затворска казна без разлика дали ќе издржи 10, 15 или цели 20 години, иако тоа според македонскиот закон е просто невозможно да се одсуди таква една затворска казна, има барем 3 логични одговори зошто се должи таа брутална пресметка со Сашо Мјалков. Бидејќи знаете, почитувани гледачи, до пред еден месец јавноста не веруваше дека на големиот Сашо Мјалков може нешто да му се случи. Дека Сашо Мјалков, Вице Заев и Зоран Заев без малку се во перманентна комуникација. И тоа траеше се до неговото бегство, кога 2 дена или 48 часа го немаше во Република Македонија. Се врати, односно го немаше пред лицето на правдата. Се врати, се појави пред лицето на правдата и следува 2 судски пресуди, една во трајање од 8, една во трајање од 12 години, односно 20 години затворска казна за 2 судски случаи. Велам, постојат најмалку 3 причини. Првата причина е дека некој брутално расчистува со мрежата поставена или инсталирана од Сашо Мјалков и Никола Груевски. Кога во исти временски период веќе го осудите Сашо Мјалков на затворска казна во трајање од 20 години, ќе го ставите во притвор Јордан Орце Камчев, ќе отворите афера со пасоши, ќе имате акција на ДЕА заедно со Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, ќе имате полууспешна акција во Грчец. Тоа не може да го направи владата на Зоран Заев или тоа не може да го направи само владата на Зоран Заев. Тоа значи дека некој систем во координација со владата на Зоран Заев, а претпоставам дека тој системот на Каленто прави расчистување со мрежата на Мјалков, со мрежата на Груевски, расчистување со целиот тој систем против кој тие се бореа 5 години. Покрена шарена револуција, покрена цела машинерија. На крајот на денот таа цела машинерија не може да биде покрената, бидат потрошени пари, а на крајот да нема никаква сатисфакција. 20 години на Сашо Мјалков ми се чини дека се должи првенствено на тоа расчистување со мрежата на Мјалков и на Никола Груевски во македонското правосудство, полицијата, криминалното милје, политичкото милје и така натаму. Второ, овие луѓе направија многу пари. Се шпекулира дека правија до 1 милион евра на ден. Владеа 11 години, секоја година има 365 дена. Можете да направите математика колку пари се свртија во периодот на владење на Мјалков и на Никола Груевски. Неслучајно Хари Костов се појави на судењето на Сашо Мјалков, односно се појави во случајот како сведок за пристушкување во Република Македонија. Сведочеше и рече дека му е пристушкуван телефонот и дека со пристушкување на неговиот телефон сакале да дознат одредени деловни тајни, за да можат да делуваат пред конкуренцијата или да можат да ја уништа таа конкуренција. Тоа го кажа Хари Костов, значи човек од доверба на меѓународната заедница. И ако мотивот на пристушкувањето, значи едниот крак од пристушкувањето да се знае што прави конкуренцијата за да може да биде уништена конкуренцијата, таа конкуренцијата во ликот на македонската олигархија веројатно сега сака да врати дел од тие пари. И знаете, ако Сашо Мјалков е осуден на 20 или некој купна затворска казна од 30 години, тогаш многу тешко ќе може да ги враќа кредитите за хотелот Мериот, ќе може да го води својот бизнис. И таа финансиска олигархија, кој 11 години час пактираше, час беше газена од ова групација на Груевски на Сашо Мјалков, сега сака да си го врати капиталот. Значи втората причина или вториот мотив за ваквата брутална пресметка со Сашо Мјалков е всушност реваншот на олигархијата која беше газена од ова групација и сега сака назад да си го врати својот капитал. И трето, почитувани гледачи, без брутална казна за Сашо Мјалков, кој веќе Никола Груевски во бегство, и без некоја брутална казна за Јордан Орце Камчев, целиот процес на нивното рушење ќе нема своје финале. Ако можам да направам одредена споредба, тоа било слично на рушењето на Слободан Милошевиќ, отпор, пари, улица и така натаму, американски служби. И на крај Слободан Милошевиќ достани на власт,
или да остане на слобода, или да не биде испорачан во Хаг. Нешто слично се случи во Република Македонија. Ке немаше финале целата таа операција, ако Никола Груевски е избеган, Сашо Мјалков е избеган или е на слобода, и Јордан Орце Камчев и понатаму продолжи да прави пари во Република Македонија. За да има финале целата таа операција, првиот чекор е брутална пресметка и брутално казнување на Сашо Мјалков. Во Србија се емитуваше серијата Породица некаде пред 10 дена, или на македонски превод Семејство или фамилија. И во таа серија всушност беше кажано дека на Слободан Милошиќ му биле понудени две опции. Едната од тие опции било да пребега во Русија. Имало подземен тунел или канал тамо некаде во куќата кај што живеел, дека бил на пистата спремен авион и дека можел да бега од Србија, дека тој тоа го одбил. Гледате, почитувани гледачи, тоа се случи во Република Македонија. На Никола Груевски му било понудено да избега, бил направен договор, тој испорачал одредени елементи или одредени бенефити кои требаше да ги даде со тој договор, а тоа е промена на името во парламентот на Република Македонија. Усумината кои гласа, веројатно тоа го направи во договор не само со Сашо Мјалков, туку правенствено со Никола Груевски, и му беше обезбедено или овозможено бегство во Будимпешта, односно во Унгарија. Сашо Мјалков не сакаше да бега, како Слободан Милошиќ, или не му беше дадена таква понуда. На крајот, Сашо Мјалков завршува во затвор, а Никола Груевски во бегство, односно тоа што му беше понудено на Слободан Милошиќ делумно беше искористено од Груевски, но не беше искористено од Сашо Мјалков. На Јордан Орце Камчев му одреден уште 30-дневен притвор. Дали државата ќе има сили или ќе нема сили, дали Зоран Заев ќе падне или нема да падне, тоа најмалку ми е важно. Што се вели, око не ми трепно дали ќе падне владата на Зоран Заев или нема да падне. Но државата како знае и како уме мора да ја добие таа битка со Јордан Орце Камчев. Ако ние сакаме да сме нормална држава, таа пајажина, таа метастаза на Јордан Орце Камчев, која е градена 30 години во судството, во полицијата, а во последните пола година до 12 месеци и со тој олош на социјалните мрежи, како што јас го дефинирам, значи таа метастаза мора да биде уништена. Ако ние сакаме да бидеме нормална држава, таа метастаза на Јордан Орце Камчев мора да биде растурена како кула од карти. Значи тоа е третиот крак. Едниот е Груевски кој е во бегство, вториот е Сашо Мјалков кој е осуден во моментот на 20 годишна затворска казна и третиот крак е таа метастаза на Јордан Орце Камчев доби дополнителен притвор во трајање од 30 дена. Државата мора да најди сили без разлика дали паѓа или не паѓа Зоран Заев, тоа е најмалку битно. Што се вели, око не ми трепно за тоа, но пајажината и метастазата на Јордан Орце Камчев мора да биде растурена. И сега вие, почитувани гледачи, ставете се во улогата на Јордан Орце Камчев. Што може да очекува Камчев ако Сашо Мјалков веќе има затворска казна во прва степена пресуда или во прва степена постапка во трајање од 20 години? Може ли да очекува Јордан Камчев да помине подобро од Сашо Мјалков? Или кон него да се однесот многу поблаго од тоа што се однесот кон Сашо Мјалков? Апсолутно не. Апсолутно на Јордан Орце Камчев, значи ставите се во неговата кожа, ставите се во неговата глава, ма јасно дека тој ќе помине исто како Сашо Мјалков, дека кон него ќе бидат исто така брутални како што се кон Сашо Мјалков. Што ќе прават овие луѓе? Ќе прават се што може да се спасат, првенствено да падне владата на Зоран Заев. И тоа е суштината, почитувани гледачи. Имаше одреден наслов во порталите под контрола на Јордан Орце Камчев, дека Јордан Орце Камчев всушност треба да го славиме како херој, бидејќи тој херој успел да го струши специјалното јавно обвинителство. А зошто беше формирано специјалното јавно обвинителство? Требаше да ме гони мене, да ве гони вас, да ја гони вашите блиски, да ја гони снимателот, да ја гони сите овие што ги гледат емисиите во Центар? Не. Па специјалното јавно обвинителство беше формирано да го гони Орце Камчев или Јордан Орце Камчев, да го гони Сашо Мјалков, да го гони Никола Груевски. И кога овој херој го струшил специјалното јавно обвинителство, ме спасил мене, ве спасил вас, ве спасил сите оние со кои вие комуницирате? Не. Па тој го сруши специјалното јавно обвинителство да се спаси сами од себе си. Значи целата таа операција, нарушање на специјално јавно обвинителство, нарушање на владата сега, каква е да е неспособна оваа влада. Ова влада има мандат да расчисти со тој криминал. Кога ќе расчисти со тој криминал, тоа ќе расчистуваме ние со таа влада. Значи со рушење на специјалното јавно обвинителство, тој херој не спасувал нас, не е спасувал државата. Гледате, сега му нудат да ги намали цените во систина и тој не ги намалува. Зошто? Бидејќи смета дека во оваа ситуација сега треба да остварува екстра профит. Па еден Жан Митрев покаже повисок степен на општествена одговорност и солидарност во споредба со овој херој.
Јордан Орце Камчев. Тој го рушеше специјалното јавно обвинителство, ја руши државата, не да не спаси нас, туку да се спаси себе си. Зошто? За да нема реприза на неговите судски случаи, како што заврша судските случаи против Сашо Мјалков. Јас никош не бев за шарената револуција, напротив, секојаш бев голем противник на шарената револуција. И толку многу ми сметат овие фестивали, 5 години од шарената револуција. Па треба да се запамти што направила шарената револуција. Па прават некои интервју кои не ги гледат ни 20 луѓе. Јас напротив сметам дека шарената револуција направила голема штета за Република Македонија. Бидејќи тие процеси кои ги мотивираше, ги тераше или ги стимулираше шарената револуција, беа процеси кои беа некарадно направени. Ние ќе имаме големи проблеми поради тие процеси, ќе поминуваме низ политички турбуленции, бидејќи не биле зрели процесите да бидат реализирани во Република Македонија. Гледаме што случи во Србија, тоа ќе случи во Република Македонија. Меѓутоа, ајде да се потсетиме која беше паролата на шарената револуција. Нема правда, нема мир. Еве сега има правда. Еве сега има пресуди. Гордана Јанкуловска. Се суди Милејана Киевски, во бегство Никола Груевски, Сашо Мјалков, Митко Чавков. И да не го редам тој телефонски именик. Има правда сега, а нема мир. Повторно е немир на шарената револуција. Зошто? Бидејќи шарената револуција де факто не се борела за правда и за мир, туку се борела за власт. И мир во Република Македонија за шарената револуција ќе има само кога шарената револуција ќе биде на глас. Кога речем шарената револуција, читајте Владе Милчин, тој е еден крак на шарената револуција. И овие пресметки кои сега се случуваат во СДСМ, на релација Зоран Заев Радмила Шекеринска, всушност ја повампирува таа шарена револуција или делот под контрола на Владе Милчин, кои се незадоволни бидејќи не се на власт, а бидејќи не се на власт нема мир, а бидејќи нема мир нема правда. За да има правда и мир мора да бидат на власт. За да бидат на власт мора да падне владата на Зоран Заев. Тоа е суштината. Затоа велам, таа шарена револуција не само што не сум ја поддржал, туку никош не сум ја сакал, и кога да ми чекор панатаму, секој сме биле на различни страни, без разлика дали е на власт СДСМ или ВМРО ДПМН. Тоа исто, почитувани гледачи, како да кажете дека Отпор, Канвас и Срđа Поповиќ го струшил Слободан Милошевиќ. Тоа апсолутно не одговара на реалност. Исто како да кажете дека шарената револуција без поддршка на американците го срушила Никола Груевски или ја срушила власт и режимот на Никола Груевски. Па таа шарена револуција и тие припадници или тие првенци на шарената револуција всушност беа погонското гориво кое го одржуваше на власт Никола Груевски. Никола Груевски не требаше да прави ништо, требаше само да ги остави овие перјаници на шарената револуција, дали тоа е Владе Милчин, дали екипата околу Владе Милчин. Толку глупости да тропат во јавноста. Да се залагат за такви процеси, промена на име кога не име време, разни други демократски наводни процеси кои треба да се спроведат во Република Македонија, па целата кампања на Никола Груевски беше насочена кон овие прваци на шарената револуција. Не само што тие не го соборија Никола Груевски, туку напротив, со нивното делување му го продолжија мандатот на Никола Груевски. Со покојниот Роберто Беличанес тамо некаде 2012 година имавме интервју кој што му велев, ке ве молам, почнете да го фалите Никола Груевски. Кога вие ќе почнете да го фалите Никола Груевски, а сте толку неомилени кај јавноста, тоа се гледа и денес колку се тие луѓе неомилени кај јавноста. Во моментот кога вие ќе почнете да го фалите Никола Груевски, тоа ќе значи почетокот на крајот на Никола Груевски. Се дека го напаѓате Никола Груевски, се дека критикувате Никола Груевски, се дека барате оставка на Никола Груевски ќе биде бетониран на власт. Затоа велам, ова шарена револуција, овој Владе Милчин, не само што не го соборија Никола Груевски, видите, не смееме да им дозволиме на тие луѓе да се китат со туги перија, не смееме да им дозволиме да си стават одредени ордени кои не ги заслужуваат, не само што не го срушија Никола Груевски, туку напротив, наместо да направат отворено општество, те направија затворена држава. Тие се соучесници, зошто? Бидејќи со начинот на кој водеа кампањата против Никола Груевски, со узурпацијата на една политичка структура која што е СДСМ во време на Радмила Шекеринска и во време на Бранко Црвенковски, делумно и во време на Владо Бучковски, тие му го продолжија мандатот на Никола Груевски. Затоа велам, ако сега почнеме да дебатираме дека одредени структури на шарена револуција го струшиле Никола Груевски, тоа ќе биде исто така погрешно како почнеме да анализираме дека Срđа Поповиќ, Канвас и Отпор го струшиле Слободан Милошевиќ. Го струшија американците. Зошто? Бидејќи во еден временски период таа заробена држава на Никола Груевски стана проблем и пречка на реализација на американската стратегија не во Македонија, туку во регионот. За да струшите таква власт, таква династија или заробена држава како што Европската унија
ја дефинираше власта на Никола Груевски последните 5 или 6 години од неговото владење, ви мора да правите широки коалиции, да коалицирате со секого. И тие широки коалиции да бидат поставени врз такви валкани прелеви темели, меѓутоа вие да сметате дека тоа е добра цена која ја плаќате, бидејќи таа цена ќе ви возможи да ја срушите власта. На крај ќе мора да ја платите цената на тие валкани коалиции. Тоа му се случува сега на Зоран Заев. Коалицирајќи со секој, вештачки билдајќи го рейтингот на СДСМ, дали со албанци, дали со криминалци, дали со структури кои се во конфликт со Никола Груевски, Зоран Заев направи една таква коалиција кој сега се растура како кула од карти. Ќе му биде многу тешко на Зоран Заев да направи или да обезбеди континуитет на таа коалиција со шарени, со албанци, со грче, со криминалци, со пасоши, така натаму и така натаму. И ако пред 4 години сметаше дека таа цена е добра, дека таа цена не е многу скапа, бидејќи таа цена е неопходна да биде платена за рушење на Никола Груевски, се Зоран Заев гледа дека таа цена кој тогаш има платено сега е со многу високи камати и дека може да му ја сруши владата или да му го сруши владениот кабинет. И гледате во тој процес на рушење на Слободан Милошевиќ. Џинџич мораше да прави коалиција со Легија. На крај тој истиот Легија или луѓето на Легија губија Зоран Џинџич. Подоцна на местото на Зоран Џинџич доаѓа Воислав Коштуница или Мали Слобо. Воислав Коштуница е заменет од Борис Тадич кој е анти-Џинџич во рамките на таа демократска партија. На местото на Борис Тадич доаѓа портпаролот Слободан Милошевиќ Ивица Дачич, па Тома Николич како председател, односно заменик на Воислав Шешел, и дури на крајот, значи шесто колено на промени после паѓањето на Слободан Милошевиќ доаѓа Александар Вучич. Александар Вучич кој беше портпарол, односно министар за информации во една од владите на Слободан Милошевиќ. Значи така да тие процеси на рушење на одредени режими, низ процеси на одредена политичка нестабилност во Србија, дури атентат врз српскиот премиер, се доаѓа тамо некаде под 5 или по 6 поминати чекори до одредена власт, и таа власт сушност е реинкарнацијата на власта на Шешел и на Слободан Милошевиќ некаде пред 15 или 20 години. И тоа е пародијата на историјата. И сега делот на таа власт Александар Вучич треба да е демократот кој ќе внесе Србија, ако не во НАТО, тогаш во Европската унија. Тоа е всушност пародијата. Тоа е всушност цената на историјата кој сите ние ја плаќаме. Вакви режими се рушат со големи коалиции. Тие големи коалиции чинат многу, трошат бензин како Волга, не само што чинат многу, туку и барањата на луѓето кои учествуваат во такви коалиции се многу скапи. Да им погледате низ прсти, да им го заштитите криминалот, да им дајте одредени тендери, концесии, така натаму и така натаму. И одеднаш сцената станува прескапо, тоа станува скапо како кајганата на Свети Петар. И на крајот мала бара, многу крокодили почнуваат луѓето да се карат и да се тепат помеѓу себе, што се случува во Република Македонија. Денес всушност се плаќаме цената на раскусурување на конфликти во коалицијата која го рушеше Никола Груевски. Искуството од Србија ни вела дека ќе поминеме низ болни процеси на политичка нестабилност, да дојдеме тамо некаде по 10 или 15 години, можеби и порано, ако имаме среќа, до одредена стабилна влада која ќе може стабилно да владае во Република Македонија. А ако излечиме поуки, нема да го повториме српското сценарио на чело на таа влада, да дојде нова авторитарна личност како Александар Вучич. И тоа е таа диалектика. Диалектика на историјата, диалектика на политичките процеси. Слева Слободан Милошевиќ е во светлата страна на историјата, а луѓето кои го рушија режимот на Слободан Милошевиќ се во темната страна на историјата. Тоа ќе се случи во Република Македонија, почитувани гледачи. Ќе не ја менуваат историјата пред наши очи. Ова хистерија на социјалните мрежи, ова хистерија на Твитер, на Фејсбук, хистерија во медиумите, всушност значи влез во процесот на менување на историјата пред наши очи. Гледате, одеднаш 27 април се вади од нафтелин и сега треба да биде рехабилитиран 27 април. И одеднаш луѓето кои беа режим ќе се во светлата страна на историјата, а луѓето кои рушеле режим ќе бидат во темната страна на историјата. А всушност во темната страна на историјата треба да бидат сите власти во Република Македонија последните 30 години. За Македонија да биде нормална држава, се што досега е направено, треба да биде спакувано и ставено во темната страна на историјата. Гледате што се случува во Црна Гора, почитувани гледачи. Крајот на август на парламентарни избори победува Мило Џукановиќ, меѓутоа не може да формира влада. На локалните избори пред еден месец во Никшич повторно победува Мило Џукановиќ и повторно не може да формира градска власт во Никшич. Победува Мило Џукановиќ, меѓутоа нема коалиционен капацитет. Целата општествена јавност е анти-Мило расположена и власта ја формират масоните и црквата. Тие формираат власт бидејќи мора да се направи
прво промена на режимот на Мило Ѓукановиќ, меѓутоа не се оди до демонтирање целосно на тој режим, туку се прави некаква мека козметичка промена на режимот. Не доаѓаат на власт тие кои се бореле против Мило Ѓукановиќ, туку доаѓаат одредени структури кои го менуваат Мило Ѓукановиќ, меѓутоа не го демонтираат режимот. Зошто? Бидејќи режимот прави многу пари, криминал, со цигари, со кокаин, со дроги и така натаму, носат многу пари, многу луѓе, многу усти се ранат или се хранат од тој криминал. И ако биде срушен Мило Ѓукановиќ, не смее да биде срушен криминалот. Криминалот треба само да ја смени облеката, да го смени газдата, да го смени стопанот. Тоа се случи во Црна Гора. Искуствата во Црна Гора всушност треба да ни послужат како талон за да гледаме што се случува или што ќе се случи во Република Македонија. Се руши режимот на Мило Ѓукановиќ, се заменува, но не прават влада победниците, туку прави црквата и прават масоните. Еве гледате што пред 2 недели се случи во Бугарија. Победува Бојко Борисов, победува убедливо Бојко Борисов и не може да формира влада. Нема да биде тој мандатар со состав на новата влада, туку партијата ГЕРБ ќе го номинира Димитар Митов. Гледате, Бојко Борисов всушност не може да се справи со целата таа антибојко кампања. Значи, целото општество, освен Каракачанов и дел на некои помали политички структури, кои се коалициони партнери на Бојко Борисов, воде антибојко Борисов кампања. Победува убедливо Бојко Борисов и не може да формира влада. И најаво заминување во премиерска пензија. Друг ќе биде мандатор за состав на влада. Низ вода е пуштен Красимир Каракачанов. Може би ќе биде министерка за надворешни работи Екатерина Захариева, може би нема да биде. Меѓутоа целата таа структура која де факто се спротистави на моделот на американците за решавање на македонско-бугарскиот спор е пуштена низ вода. Тоа е пораката на времето, тоа е пораката на американците. Да, вие имате право да водите политика, таква каква што сакате, но ако таа политика биде спротиставена со политиката на американците, тогаш вие ќе бидете санкционирани за тоа. Нема да бидете затворени, нема да бидете убиени, меѓутоа тешко дека ќе останете на власт. Красимир Каракачанов беше брутално пуштен низ вода. Гледате, цела вечер, цела изборна вечер, тоа е на границата на 4%, дури поминува границата од 4%, има 4,1% на сите анкети, на сите излезни анкети, други ден има само 3,5, 3,6% на гласови добиени на изборите, не го поминува прагот, не го поминува цензусот. Бојко Борисов победува, не може да формира влада. Ќе видиме што ќе биде со Екатерина Захарија. Меѓутоа, тие перјаници, тие јастреби на бугарската политика во однос на Република Македонија се пуштени низ вода. И тоа не е нималку случајно, почитувани гледачи. Зоран Заев има сериозни проблеми. И тие сериозни проблеми може да бидат дефинирани како шарена револуција, како Али Ахмети. Шарена револуција која е надвор од СДСМ и шарена револуција која има своји ограноци или која има своји поришта во рамки на СДСМ и партијата на Али Ахмети. И никој не може да гарантира дека Зоран Заев нема да падне поради шарената револуција или ограноците на шарената револуција во рамки на СДСМ и структурите на Али Ахмети или партијата ДОИ. Дури Али Ахмети во некои портали беше цитиран, подоцна беше демонтиран дека те нема долго да го толерират ова правење на гафови од страна на владата на Зоран Заев. Почнува играта, почнува игранката. Никој не може да гарантира дека Зоран Заев ќе остане на власт. И тоа се два тешки воденички камења кои се обесени околу нозите на Зоран Заев. Пред изборите на 15 јули во хотелот Хилтон се одржува таа средба на делегациите на СДСМ и на ВМРО ДПМН. Од страна на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски, тогашниот генерален секретар Игор Јанушев и Тимчо Муцунски, од страна на СДСМ е Зоран Заев, Лупчо Николовски и Бојан Маричич. На таа средба од Заев е даден предлог која партија да победи на изборите, да има 5 до 10 пратеници како подршка од конкурентската партија. Например, ако победи СДСМ на изборите, да не бидат оценувани од Али Ахмети, да имат 5 до 10 пратеници од ВМРО ДПМН кои ќе им ги гласаат законите. И обратно, ако ВМРО ДПМН победи, да не бидат оценувани од Али Ахмети, да имат 5 до 10 пратеници од СДСМ или коалицијата на СДСМ кои ќе ги гласаат законите, за да нема парламентарна или владина криза. Христијан Мицкоски го одбива тогаш тој предлог на Зоран Заев, меѓутоа 9 месеци подоцна, првиот ден кога се враќа на работа, кога се враќа во партијата по прележување на коронавирусот, бара и добива тет-а-тет средба. На таа тет-а-тет средба се договараат со Зоран Заев. Што е сменето во овие 9 месеци? Ако одбива пред изборите на 15 јули, зошто сега Мицкоски бара, добива тет-а-тет средба и се договара со Зоран Заев? Во меѓувреме се случуваат два процеси. Неуспешен процес на мери од коалицијата и неуспешен, или ајде да речеме условно речено неуспешен процес на Никола Тодоров за рушење на Христијан Мицкоски. Никола Тодоров заминува, има средба со Никола Груевски во Будимпешта и доаѓаат сигнали дека Никола Груевски се колеба што да прави во однос на иднината на Христијан Мицкоски.
Може би е тоа причината за промена на расположението на Христијан Мицкоски. А може би Зоран Заев сваќа дека таа мери од коалиција и Никола Тодоров не може да го испорача тоа што го ветуваат пред него, може би, или пред Калето. Сашо Мјалков не сака тоа да го реализира, Никола Тодоров може би не може тоа да го реализира. Да направат демократизација и расчистување со груевизмот во ВМРО-ДПМН. Дури Никола Тодоров преговара со Никола Груевски и не само што не сака да расчисти со груевизмот во ВМРО-ДПМН, туку сака да го внеси груевизмот во владата на Зоран Заев. Тоа се промените кои се случуваат на политичката сцена, посебно во делот на македонската опозиција. Христијан Мицкоски гледа дека му се клати тронот, гледа дека му се ниша тронот и се обидува да се издоговори со Зоран Заев. Ако е најскапа инвестиција на Зоран Заев, ако по струмичка линија може да имат комуникација со Зоран Заев, веројатно моментот е искористен да биде направен јавен договор со Зоран Заев, побарана е тета-тет средба. Кој не треба да присуствува на таа тета-тет средба? Стево Пендаровски, Али Ахмети не би рекол, на таа тета-тет средба или средба лице во лице на Христијан Мицкоски и Зоран Заев не треба да присуствуват клучните играчи во ВМРО-ДПМН и СДСМ. Клучните играчи во ВМРО-ДПМН и СДСМ сега сваќаат дека се може и продадени на таа тета-тет средба помеѓу Христијан Мицкоски и помеѓу Зоран Заев. И затоа се тие нервозни реакции. Гледате што се случува после таа тета-тет средба Мицкоски и Зоран Заев во клубот на пратниците. Се вади аферата за Драги Рашковски. Брутално се гази Драги Рашковски, посебно преку медиумите под контрола на Радмила Шаканинско. Од друга страна, Александар Николовски, Илија Димовски и Антонио Милошевски ја засилуваат, ја радикализираат својата реторика во однос на Зоран Заев. Двете структури, од едната и од другата страна, веројатно сваќа дека на таа средба и Зоран Заев и Христијан Мицкоски ги имат пуштено низ вода. И сега е процес на спасување. Секој ќе се бори против секого во рамки на ВМРО и во рамки на СДСМ. И секој ќе се обиде да се спаси и да ја продолжи својата политичка кариера. Затоа ќе имаме една брутална радикализација на политичката сцена во Република Македонија и во опозицијата и во власта. И на крајот ќе видиме кој ќе победи. Локалните избори може би се предалеку за да видиме кој ќе победи во таа брутална пресметка. Во наредните 2 или 3 месеци ќе ги видиме првите ефекти, првите резултати на таа пресметка. Главата на Драги Рашковски е само почеток на еден процес кој многу глави може да паднат на македонската политичка сцена. Сега имаме најава за протести кои треба да се случат на 25 април. Тие се протести кои треба да предизвикаат ослободување, како што велат организаторите, кои што треба да предизвикаат или да завршат со ослободување на луѓето кои лежат во затвор поради протестите на 27 април 2017 година. Значи не 2018 година, не 2019 година, не 2020 година, туку на 25 април 2021 година некој ќе протестира за да бидат ослободени од затвор луѓето кои се во затвор поради протестите и упадат во собранието на 27 април 2017 година. Што се случи сега за да бидат направени такви протести? Во притвора е Јордан Орце Камчев. И секој кој разбира политика ќе ви каже исто, почитни гледачи. Ова не се протести за ослободување на Игор Јук или на Јане Ченто. Овие се протести за ослободување на Јордан Орце Камчев. Целата ова структура која е финансирана од Јордан Орце Камчев, која е во хистерија поради притварањето на Јордан Орце Камчев, сега прави протести за да биде ослободен Јордан Орце Камчев. Што ќе биде искористено како лајт мотив за правење на тие протести? Јане Ченто, Игор Јук и луѓето кои лежат во затвор. Па тие луѓе треба да бидат ослободени, да се влезе во еден процес на национално помирување во Република Македонија. Меѓутоа, да се протестира, да се злоупотребува нивното име, да се злоупотребува нивната судбина, за да биде ослободен Јордан Орце Камчев, тоа не смее да се дозволи во Република Македонија. Не Зоран Заев, Свети Зоран Заев да падне од власт во Република Македонија, но овие луѓе не смее да им се дозволи да ја малтретират Република Македонија. Зошто? Бидејќи нивниот ментор, спонзор, финансиер Јордан Орце Камчев има дополнителни 30 дена притвор во Шутко, односно во Шуторизери. И која е увертирата на тие протести на 25 април? Излага политичарот од Словенија Змаго Елинчич, кој е дел на владата на Јанез Јанша и вели, односно се залага на Република Македонија да биде ставено вето за отпочнување на преговорите со Европската унија. Значи, освен бугарското вето да биде ставено и словеначко вето, се залага Змаго Елинчич, се доека не се ослободат од затвор луѓето кои лежат во затвор во Република Македонија поради настаните на 27 април. Па пред 2 дена излегува нон-пейперот на Јанез Јанша. Цел Балкан е на нозе поради тој нон-пейпер на Јанез Јанша,
Сега нецензурирано Словенија излегува со одредена анализа дека тој non-paper не е пишуван во Љубљана, туку е само дистрибуиран од Љубљана, а дека е составуван и пишан во Будимпешта, во владата на Виктор Орбан. Две работи се клучни и битни за Република Македонија. Западна Македонија да се припои или да се приклучи кон голема Албанија и Никола Груевски да се врати во Република Македонија од екзил во Будимпешта, односно во Унгарија. Што пише во тој non-paper Јанес Јанша, кој ти демонтира дека постои, меѓутоа испратено од Европската унија, односно до Брисел, без разлика дали non-paperот е пишан во Будимпешта, односно во Унгарија, а само преку Љубљана, односно преку Јанес Јанша и кабинетот на Јанес Јанша е доставен до Европската унија, значи тотално небитно. Што се однесува на Република Македонија, во тој non-paper е предвидено дека делови на Република Македонија, посебно западниот дел на Република Македонија, каде што мнозинското население се албанци, треба да биде приклучен кон Република Албанија. Всушност тоа е таа идеја, таа стратегија за размена на територии, таа стратегија од 2001 година, тоаш премиер на владата Љупчо Ѓорѓевски, за време на војниот конфликт. Целата влада на Љупчо Ѓорѓевски, Македонската академија науки и уметности, Македонската православна црква, целата македонска елита, вклучително тогашниот председател Борис Трајковски, ја поддржува таа идеја за размена на територии. Никола Груевски е министар за финансии во владата на Љупчо Ѓорѓевски. И како министар за финансија, подоцна како лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски, никога се нема дистанцирано од таа идеја за размена на територии. Овој non-paper на Јанес Јанша, овој предлог на Јанес Јанша всушност е продолжение на стратегијата на Љупчо Ѓорѓевски за размена на територии, а од таа стратегија Никола Груевски никога се нема дистанцирано. Всушност имаме две стратегии, почитувани гледачи. Стратегијата која 10 години спроведува Никола Груевски и Али Ахмети, а тоа да постојат две Македонии. Со едната Македонија да управува Али Ахмети, а со втората Македонија да управува Никола Груевски, и тие две Македонии да се во некаква конфедеративна врска. И вториот модел тоа е моделот на Зоран Заев. Всушност тоа е модел кој го промовира Зоран Заев, меѓутоа не го има смислено Зоран Заев, туку тоа е веројатно американски модел. Единствен модел, единствена стратегија како да се обезбеди унитарност на Република Македонија, а тоа е општество за сите, односно едно општество за сите. Значи едниот модел е моделот на Никола Груевски и Али Ахмети, да постојат две Македонии. Со едната Македонија управува Никола Груевски, со втората Македонија управува Али Ахмети, и тоа е таа бетон коалиција за разлика од стиропорот на Скопје 2014 година. Ова е бетон коалиција која функционираше 10-11 години и победуваше на сите избори во Република Македонија, се до шарената револуција и се до вклучувањето на американците при правење на таа влада после изборите на 11 декември 2016 година. И вториот модел е моделот на Зоран Заев, кој всушност е модел на американците, како што Ванчо Михајлов го имаше промовирано тој модел Македонија да биде Швајцарија на Балканите, а некој тоа го имаше смислено, го има смислено на американците, така и Зоран Заев ја промовира идејата едно општество за сите, а тоа е стратегија која има смислено на американците, или таа е направена во нивната лабораторија, и со таа стратегија всушност треба да биде обезбедена унитарност. А како ќе биде обезбедена унитарност? Така што Македонија ќе биде граѓанско општество, односно едно општество за сите. Паролата дека во Рачиново треба да се гради канализација, не федерализација, всушност е продолжување на таа стратегија на американците. Значи тоа се тие две стратегии. Со non-paperот на Јанес Јанша ние се враќаме на времето на стратегијата на Али Ахмети и на Никола Груевски, а тоа е Македонија да биде поделено општество, да постојат две Македонии кои се во коалиција, кои се во одредена конфедеративна врска. Со едната Македонија управува Никола Груевски, со втората Македонија управува Али Ахмети. Ако Али Ахмети го пушта низ вода Никола Груевски на барење на американците, тоа е после изборите на 11 декември, и всушност со гласовите на американците, прво Зоран Заев е намалува разликата во однос на гласови против Никола Груевски, и подоцна под притисок на американците Али Ахмети ја растура веќе договорената владена коалиција со Никола Груевски, поради кој Никола Груевски не е на власт во Република Македонија, туку во екзил во Будимпешта, односно во Унгарија, поради албанците. И ако албанците ги нема во Република Македонија, Никола Груевски не само што ќе бил власт во Република Македонија, туку сега на бел коњ ќе се врати во Република Македонија. И ако ги трнеме настрана сите тие политикански анализи зошто се прават протестите на 25 април, а се прават за ослободување на Јордан Орце Камчев, има еден сосема друг дел на тие протести или на таа анализа која вели дека всушност со рехабилитација на протестите на 27 април и дека главниот проблем на тие протести е што не успеале, а не дека се случиле, а ако успеале немала да биде направена влада на Зоран Заев и се уште на власт бил Никола Груевски, затоа биле направени тие протести, дека суштината на тие протести е да се спречи некој од надвор
избор, а тоа е Тирана, Тиранската платформа, да определува кој ќе биде власт во Република Македонија. Тоа е моделот. И тоа е нон-пейперот на Енес Јанша. Да нема албанци во Република Македонија. Ако нема албанци во Република Македонија, Никола Груевски ќе биде власт во Република Македонија. И на бел конј ќе се врати во Република Македонија. Всушност Енес Јанша го кажа тоа што Никола Груевски го мисли, а се плаши да го каже. Дека Никола Груевски, исто како Љупчо Георгиевски, посакува Македонија на македонците, односно во Македонија албанците да не определуваат кој ќе биде премиер и која ќе биде власта во Република Македонија. И всушност Јанес Јанша и Виктор Орбан работат на тој проект. Дали преку правење на политички кризи, дали преку стимулирање на политички кризи, дали преку финансирање на политички субјекти, социјални мрежи, одредени групации кои прават одредена социјална хистерија, небитно, да се создаде амбиент, да се создаде политичка криза кај што ќе биде неминовно Никола Груевски да се врати во Република Македонија, Никола Груевски да биде власт во Република Македонија. И кога Христијан Мицкоски чита што пиша во нон-пейперот, тој сваќа дека и Јанес Јанша и Виктор Орбан цело време, вклучително Никола Груевски, цело време го доживуваат Христијан Мицкоски како човек и како лидер кој е топли фотелјата, ја чува фотелјата, дека таа не е негова фотелја, тој само ја чува, ја топли таа фотелја за еден ден. На бел кон Никола Груевски се врати во Република Македонија и да седне во таа фотелја која сега е топли Христијан Мицкоски. И гледате како сега и куче и маче се спојуваат, почитувани гледачи. Луѓе кои до пред неколку месеци беше просто незамисливо да бидат на иста страна, сега се на иста страна, делови на шарената револуција, и овие луѓе, овие структури кои организираат протестите на 25 април, кои се однесот на протестите од 27 април 2017 година. Па делови на шарената револуција сега пишува дека судењето на Мијалков, судењето на Камчев, судењето на Трајко Валјановски, тоа се трите клучни судски процеси во Република Македонија, дека тие судски процеси се фарса. Кој спроведува фарса во една држава? Режим кој владее со една држава. Тоа е режимот на Зоран Заев и Сваровски, односно новото Сваровски судство, тоа е Вилморусковско судството, кое спроведува такво фарсично судење. Кои се фарсично судени? Јордан Роце Камчев, Сашо Мијалков и Трајко Валјановски, читајте Никола Груевски. И 5 дена ние слушаме хистерија на социјалните мрежи. Американците идеја ќе го рушат Зоран Заев. Па не е проблем да го рушат Зоран Заев. Зоран Заев и заслужа да биде срушен. И тоа е, гледате, таа хистерија. Американците идеја ќе го рушат Зоран Заев, вадат афери со пасоши, апсат наркокланови, наркобосови добиле пасоши во Република Македонија. Готово е. Деја американците го рушат Заев и го носат Мицкоски на власт во Република Македонија. Денес имаме средба на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски со американската амбасадорка. И кои беа пораките на американците додека се одвиваат тие акции каде што нели го рушеа Зоран Заев и го носеа на власт Христијан Мицкоски, дека американците не коментираат акции кои се во тек и дека американците соработуваат со државните структури во Република Македонија. Значи не ги рушат државните структури, туку соработуваат на расчистување со тие афери со државните структури во Република Македонија. И денес имаме средба на Оливер Спасовски со американската амбасадорка. И штама, исчезнува таа социјална хистерија, се заменува со нова социјална хистерија. Знаете што е проблем, почитувани гледачи? Не е проблем што тие прават таква социјална хистерија, што вие верувате во таква социјална хистерија. Не само што вие верувате, туку доаѓате и ме бедувате мене дека јас не сум во право, бидејќи јас не верувам во таква социјална хистерија. Знаете зашто не верувам јас во таква социјална хистерија? Бидејќи 25 години ја работам ова работа. Ја работам одлично ова работа. Ако нешто знам да препознам спин, знам да препознам лага. И ако некој лажи прави социјална хистерија, знаете ли каде ќе заврши? Ќе заврши као губитник на било кои избори, бидејќи клучна работа да победите на изборите да ја согледате реалноста која се случува. Ако вие не сте способни да ја согледате реалноста, ќе живеете во филм на илузии и тој филм на илузии секојаш ќе ве носи во политички порази. Дали нас тоа ни се допаѓа или не се допаѓа. Тоа е процес како Македонија станува нормална држава, почитувани гледачи. Бидејќи ние очигледно сме неспособни сами тоа да го направиме. Некој од страна доаѓа и ни прави сценарио како тоа да го направиме. Тоа сценарио е следно, има 3 точки. Македонија членка на НАТО, Македонија која ќе отпочне преговорите со Европската унија и Македонија која ќе расчисти со криминалот. Криминалот кој е правен 11 години во време на Никола Груевски, криминалот кој е правен во време на Зоран Заев, вклучително и најблиски соработници на Зоран Заев. И тоа е сценарио кој го имат направено
американците. Вие или ќе го спроведувате тоа сценарио или нема да го спроведувате тоа сценарио. Ако го спроведувате тоа сценарио, ќе бидете власт во Република Македонија. Ако не го спроведувате тоа сценарио, ќе бидете толку далеку од власта, што ќе ви треба 3 дена со авион летење за да може да стигнете да се доближите до власта, и то не да станете власт, туку на некој шалтер да поднесете молба или барање да бидете власт по некој 10, 20 или 30 години. Тоа е суштината. Така се стана нормална држава. Тоа е операција која ја нарекувам чистење на кромедот. Се чистат љушпите од едната, од другата, од третата страна. Се расчисто се криминалот. Се расчисто се се оно кој 30 години сметало во Република Македонија. Така да вие имате две можности. Или ќе бидете дел на тој процес, или ќе бидете против тој процес. Тоа е ваш избор. Зоран Заев е дел на тој процес. Христијан Мицковски очигледно избра да биде спротивен дел на тој процес. За да може Христијан Мицковски да влезе во тој процес, прво мора да ги прифати правилата на игра на тој процес. Тоа постојано ви кажувам. Зарем моделот на Бојко Борисов, зарем моделот на Мило Џукановиќ не ви кажува. Победија на изборите и немат никаков коалиционен капацитет да формираат влада. Значи најдобро нешто што може да му се случи на Христијан Мицковски да победи на некои избори, и тоа е под знак на прашалне. Значи да победи на некои избори и да му се случи истото што му се случи на Никола Груевски, да нема никој кој ќе сака да ја коалицира со него. Да мора да моли Руси, да мора да моли Белоруси, да може да направи политичка криза и така дојде на власт во Република Македонија. За да може да биде власт во Република Македонија, мора да ги прифати правилата на играта. Правилата на играта не ги правам јас. Дали тие правила ми се допаѓаат или не ми се допаѓаат мене, тоа е ирелевантно. Тие правила на игра ги прави единствената суперсила во моментот. Таа сила се нарекува Соединетите Американски држави. Калето во Република Македонија. Ако не ги прифатите тие правила на игра, ќе едете гулаж во Будимпешта. Ако ги прифатите, ќе станете власт. Ако не сте способни, ќе завршите како Драги Рашковски. И тие се толку јасни правила, што нема потреба ниту нешто да се додава, ниту нешто да се одзема на тие правила. И мене ми се чини дека американците ги научија лекциите на времето. Ги научија лекциите во Србија, лекциите во Црна Гора, лекциите во сите балкански држави кај што се менува власти на еден ваков начин. Ако Македонија стана членка на НАТО и треба да ги отпочне преговорите со Европската Унија, сега е наред расчистување со криминалот на домашен терен. Тоа е домашната задача. Дали ќе биде Зоран Заев, ќе биде некој нов Зоран Заев, не е битно. Американците имат едно разработено сценарио. Македонија членка на НАТО, отпочнување на пристапни преговори со Европската Унија и расчистување со криминалот дома. Акцијата на ДЕА, расчистувањето со пасошите е дел на тоа сценарио. Демонтирање на криминалот во Република Македонија, демонтирање на заробената држава Република Македонија. Дали таа заробена држава е под контрола на Никола Груевски или под контрола на Зоран Заев, тоа е небитно. Тоа е домашна задача која ќе реализира Зоран Заев или некој нов Зоран Заев. Македонија членка на НАТО, почнување на преговори со ЕУ и расчистување со криминалот на домашен терен. За да се расчистува дома, вие мора да имате средено СДСМ и средено ВМРО ДПМН. Пред еден месец имавме ситуација, почитани гледачи, кој Курир, внимавајте, Курир ја бранеше Радмила Шекеринска. И Курир пишуваше анализи дека Радмила Шекеринска не треба да биде сменето. ВМРО ДПМН го анализирам веќе подолг временски период, последните неколку емисии анализирам и состојбата во СДСМ. Не може да имате средено СДСМ ако не елиминирате Радмила Шекеринска. Дали зависите од Радмила Шекеринска? Дали Радмила Шекеринска ви контролира пратеници или дел на пратеничката група? Дали Радмила Шекеринска знае многу афери, многу тајни за вас? Тоа е тотално небитно. За да расчистите или да ја расчистите состојбата во СДСМ, мора да расчистите со Радмила Шекеринска. 25 години таа жена е генератор на сплетки, генератор на кризи во СДСМ. За да може СДСМ да трни во нова иднина, мора да расчисти со Радмила Шекеринска. Нема тука компромис. Или ќе расчистите со Радмила Шекеринска, или ќе потоните со Радмила Шекеринска. Во анализата која направив по изборите на 15 јули, едната од поентите или една од клучните поенти беше некаде на Драги Рашковски. Треба со закон да му биде забрането да не може на 5 километри да се доближи на македонска влада. Не да биде дел на владата, не да биде генерален секретар на владата, не да биде генерален секретар на кабинетот на Зоран Заев. Туку со закон, со декрет да му биде забрането да не може да се приближи на 5 километри до македонската влада. Ке се дозволам во оваа анализа да дам и одредена лична квалификација. Таа агресија на Драги Рашковски беше толку иритирачка, толку штетна беше таа агресија на Драги Рашковски. Од првиот ден,
кога дојде да биде генерален секретар на владата, па се до неговата оставка, тој направи таква штета на владата на Зоран Заев и владата на СДСМ, што наредните 50 години ВМРО, ДПМН и Христијан Мицковски да ја напаѓаат владата, нема да ја направат таква штета како што ја направи Драги Рашковски. И Драги Рашковски не требаше да биде вчера сменет, не требаше да биде завчера, требаше да биде пред 9 месеци сменет. И јас ќе одам толку далеку што ќе помислам дека Драги Рашковски воопшто и не требаше да биде ставен на таа функција. Таква агресија зрачи од тој човек, една таква деструкција, таква негативна енергија, што кај да го ставите тој човек, тој ќе ви прави штета. Штетата која Драги Рашковски ја направи за македонската влада, која сега се обидува власта да ја компензира, да ја намали со негово приведување, негова смена или прифаќање на неговата оставка, мислам дека таа штета ќе им треба многу долго време да биде санирана, бидејќи тоа што го направи Драги Рашковски како испорачување на одредена негативна енергија во јавноста, навистина направи огромна штета на кабинетот на Зоран Заев. Еве јас ќе прифатам формулацијата на медиумите. Драги Рашковски е криминалец. Ситен или крупен криминалец, Драги Рашковски е криминалец. Има тендери со власта, има джип и има хациенда на Скопска Црна Гора. И тоа не може да се направи со професорска плата, јас се согласувам. Меѓутоа, почитувани гледачи, што е поскапо? Да имате хациенда на Скопска Црна Гора или да купите плацеви на водно вредни 1,3 милиони евра, и то не било како, туку со зимање на пари од партиската каса, како што направи Никола Груевски. Што е поскапо? Да имате мали хидроцентрали или да имате хациенда на Скопска Црна Гора. Еве јас прифаќам дека Драги Рашковски е криминалец и дека со професорска плата не може да се гради хациенда на Скопска Црна Гора. Но дали со професорска плата може да се градат мали и средни хидроцентрали како што прави Христијан Мицковски? Еве прифаќам дека Драги Рашковски е криминалец и дека со професорска плата не може да се гради хациенда. Но дали со плата на директор на ДБК, на УБК, како што била платата на Сашо Мијалков, може да се гради онаква зградурина на хотелот Мириот во центарот на Скопје. И вие ќе ми речете, да, Сашо Мијалков имал бизниси во Чешка уште пред 30 години. Па што не направил Мериот пред 30 години, туку го прави сега кога е власт во Република Македонија. И јас прифаќам, Драги Рашковски е криминалец. Треба да лежи во затвор. Но што правиме со овие другиве? Едниот со плацевите на водно, едниот со малите хидроцентрали и едниот со хотелот Мериот. Ако овој е криминалец, што со овие мега криминалци? Знаете, почитувани гледачи, кога ќе направите одредена политичка анализа, Сашо Мијалков, Јордан Орце Камчев и Радмила Шекеринска може да се спасат само ако делуваат заедно. Без разлика на вокабуларот, без разлика на речникот, на лексиката, на пораките кои се ги спраќат едни кон други. Суштината е таа, дека оваа тројка може да се спаси само ако предизвика политичка криза во Република Македонија. Одеднаш гледате, многу луѓе ќе протестираат во Скопје. Ќе протестираат оние исти кои протестираа против Скопје 2014, кои протестираа против барокот, сега протестираат против високатниците. Оние кои протестираа против тиранската платформа, сега ништо не зговорат за Љубљанската платформа, но ќе протестираат да бидат ослободени од затвор тие кои се сега во затвор поради настаните од 27 април 2017 година. Бидејќи само преку протести, преку политичка криза, овие луѓе може да се спасат од затвор или да спасат својата политичка кариера. И ние во наредните неколку месеци ќе влагаме од една во друга политичка криза. Ќе бидеме во една перманентна политичка криза и всушност тоа е работа која мора да се помени како детски сипаници. Како секој мора да ги помени тие детски сипаници, така и Република Македонија ќе мора да ги помени овие политички кризи, овие политички кризни разврски кои сега се случуваат. Не дај Боже, Митко Чавков, кој е заразен од коронавирус и се лечи во една приватна болница, а е во затвор поради настаните од 27 април, да му се случи нешто. Не дај Боже, можете да предпоставите која политичка хистерија ќе биде направена во Република Македонија. И мислам дека власта во овој момент не само што не треба да гази по јајца, туку треба да биде со сите сили спротивставена на се оно што се случува сега во Република Македонија. Власта или ќе падне, или ќе се справи со ова. Ако е некадарна, ако е неспособна, ќе биде збришена од политичката сцена. А ако е кадарна, ако е способна и ужива таа поддршка што ужива од меѓународната заедница, ќе мора да се справи со ова политичка криза која сега се генерира во Република Македонија. И Комицковски вели ќе расчисти со сите на купче. Јас мислам дека власта треба да расчисти со сите на купче. А потоа ние на избори да ја смениме таа власт. Со шарената револуција направивме грешка, таа грешка не смее да се понови. Не смее власт да се руши преку улици. Не смееше тоа да го прави ниту Бранко Цренковски со Надеж, ниту Зоран Заев со шарената револуција.
А не смееме да им дозволиме на луѓето Норце Камчев тоа сега да го прават преку протести во Скопје. Власта ќе ја рушиме на избори, но прво треба да расчистиме со криминалот. Ако ова власт не може да расчисти со криминалот, ќе избереме нова власт. Но не сме ова држава по 5, 10 или 50 па во овие 30 години да подклекнува и да капитулира пред криминалот. Зоран Заев е ранлив поради сите негови кадровски решенја. Сите кадровски решенја на Зоран Заев, кои ги има донесен надвор од СДСМ, тој е Ден Дончев, тој е Катица Јанева, тој е Драги Рашковски, тој е Мухамед Зекири. Сите тие решенја се така катастрофални решенја, што секој кој му е политички противник на Зоран Заев може преку вадење афери за овие луѓе, првенствено Катица Јанева, Ден Дончев и сега Драги Рашковски, да го руинира, да го деструктуира и да го руши Зоран Заев. Тоа е тој конфликт во врвот на СДСМ. Тој конфликт беше ставен под тепих 1 или 2 години, сега ќе ескалира. На бродот нема место за Заев и за Радмила Шекеринска. Без разлика што брифират од СДСМ по одредени портали, без разлика какви пораки праќат. Во овој момент, може би поради односот на силите да биде направено некое примири. Меѓутоа на еден среден рок, Зоран Заев и Радмила Шекеринска немаат место на еден исти брод кој се нарекува СДСМ. Еден од нив или двајцата ќе бидат пратени во политичка пензија. Меѓутоа во моментот еден мора да биде победник. Ќе биде или Радмила Шекеринска, ќе биде или Зоран Заев. Радмила Шекеринска сваќа дека после изборот на Зоран Заев со непосредно гласање на целото членство СДСМ е пред промена на статутот, бидејќи не може председателот кој до вчера се бираше на Конгрес од делегатите на Конгресот, сега да се бира од целото членство, а заменик председателот и понатаму да остане да се бира на Конгрес. Мора да се менува статутот. Кога се смени статутот, ќе се укини функцијата заменик председател во СДСМ. Кога ќе се укини функцијата заменик председател за СДСМ, нема место за Радмила Шекеринска. Тоа е конфликтот во СДСМ. Тоа го знае Заев, тоа го знае Радмила Шекеринска. За двајцата нема место на бродот кој се нарекува СДСМ. Еден е вишок. Тој што е вишок ќе биде исфрен од игра. Тој што е победи ќе остане на чело на СДСМ и можеби на чело на македонската влада. Никој не може да гарантира дека Зоран Заев ќе остане на чело на македонската влада. Гледате како е кревко тоа владино мнозинство. Никој не може да гарантира дека Зоран Заев ќе го истера мандатот до крај. Дека нема да биде формирана некоја експертска, широка или било каква друга влада. Дека нема да направи влада со ВМРО ДПМ. Дека нема да ги изгуби локалните избори. Но тоа што може да се гарантира дека Зоран Заев ќе остане на чело на СДСМ. Пред еден месец беше избран да биде лидер на СДСМ со непосредно гласање на целото членство. После 8 години од кога доаѓа на чело на СДСМ, 2013 година, сега за прв пат, Зоран Заев и кланот на Заев ја приватизираат СДСМ. Сега следува процес на чистење на СДСМ од тие реслови на шарената револуција под контрола на таа Сорос структура. Тоа ќе биде многу валкан и многу болен процес, но тој е процес, таа една валкана кампања низ која ќе помине Зоран Заев, кој мора да ја направи. Ако Зоран Заев тоа не го направи, тога СДСМ нема да може да стане нормална партија во Република Македонија. За да стане нормална партија, мора една за секогаш да расчисти со тие структури под контрола на Владе Милчин. Ниту Бранко Царенковски, ниту Радмила Шекеринска, ниту Владо Бучковски има сила да расчиста со тие структури. Ако сака да остане на чело на партијата, Зоран Заев мора да расчисти со нив. Дали Зоран Заев ќе падне од власт? Не знам и не ме интересира и око не ме боли дали тоа ќе се случи. Но ако Зоран Заев сака да има барем малку прошка за тоа што го направи со промена на име, преговори со грци, преговори со бугари, мора да расчисти со криминалот. Со криминалот во неговата партија, со криминалот во државата. Не може оваа власт да изгуби битката со Јордан Норце Камчев, бидејќи тоа ќе биде катастрофално за Република Македонија. Велам, може Зоран Заев да падне и око да не ме боли, уво да не ми слуша, но мора да расчисти со криминалот. Не сме ова власт да капитулира во конфликтот со криминалот. Прво треба криминалот да заврши тамо каде што му е место, а потоа може да паѓа владата колку сака. Јас така размислам, почитувани гледачи. Може би сум управо, може би грешам, може би ќе ви се допадне, може би нема да ви се допадне мојата анализа. Но тоа е моето гледање на работите. Ова држава мора да расчисти со криминалот. Дали на чело на тој процес ќе биде Заев, ќе биде Пасиев, ќе биде некој трет, тоа е тотално небитно. Државата не смее да капитулира пред капиталот. Тоа е суштината, ние немаме друга држава. Криминалот има
Многу држави, но ние имаме само една, тоа е Република Македонија. И ние ова битка со криминалот мораме да добиеме. Со заев или без заев, тоа е тотално небитно, почитувани гледачи. Ова беше емисијата во Центар. Ако ви се допадна оваа емисија, војно вонредно петочно издание, се гледаме недела 22 часот. До недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.